Поздрав, магични мои! Ајде да видиме кои 3 настани ќе одбележат нареднава седмица и последна седмица или пак недела во месец април. Ајде да видиме Ленорман картите што ќе ни дадат како енергија за сите вас. Доколку се препознаете во видеото, лајкувајте, шерувајте, коментирајте слободно, доколку не, секогаш улогите можат да бидат заменети и можете да почекате друго некое видео кое што се надевам дека ќе биде во ваша енергија. На сите вам кои што ме следите неуморно, ви се заблагодарувам и ви возвраќам една огромна светлина проследена од мојата енергетска вибрација, а тоа ќе биде вибрација кон осветлување од Уналум Тарот. Ајде да видиме 3 настани кои што ќе одбележат оваа седмица која што доаѓа. Првиот настан е Сонце, нешто ќе ве одбере, драги мои, ќе бидете во енергија на виталност, на исчекување, на енергетска вредност, енергија да дознаете комплетна некоја вест, некоја нова вест, која што ќе биде во ваша енергија, или пак некоја персона која што ви е вам блиска, ќе допатува од странство. Значи, клучот е во оваа персона која што се надевам дека ќе има добар исход. Енергија да оваа персона биде мудра, донесе мудра и права одлука за сите вас. Оваа енергија ќе биде во енергетска вредност да припазите на оваа персона, да не ве изигра во некоја ситуација која што се надевам дека ќе ви биде од клучна енергетска важност, да биде во клjuč во некој однос или пак во енергија да оваа персона треба да ви даде можност да си скачите на некое повисоко ниво во некоја ваша зададена енергетска вредност. Ова е настан кој што следува оваа недела, кој што ќе се случи. Вие ќе бидете во енергетска вредност да размислувате, да дознаете во каква енергија ќе бидете во оваа недела и да овој настан ви се исполни во најбрз можен рок. Енергија каде што и Сонцето дава мотив, ќе ви даде мотивација да споделувате, да бидете во енергија, да родите, да се изроди нешто ново во вашата енергетска вредност. За други пак од вас ќе биде дека клучот во решение на некој зададен енергетски дел за некој проблем или пак во енергија настан кој што ќе се случи оваа недела, ќе биде во ваша енергетска вредност, да клучот го барате во сами вас, каде што и мудро ќе донесете одлука по повод некоја персона која што треба да ви соопшти некоја важна вест која што се наближува во вашата енергија во наредната недела, е да ве огрее сонце и да заврши со добар исход. Ајде да видиме и вториот настан каков ќе биде. За сите вас кои што ќе одберете втората енергетска вредност, енергија брод, ова е судбинска дестинација, сте пловеле, овој брод е ваша судбина, енергија да персона која што е надалечина, има емотивности кон вас. Ајде да видиме, да ги отвориме и другите карти. Токму така, енергија да бидете во ваша енергетска вредност, но сето тоа е во замаглена енергетска вредност, го носите овој настан го носите во вашата енергија, доколку чекате персона која што е надалечина од вас, а вие сте во женска енергија, да знаете дека оваа персона ќе ви донесе можност да судбинска енергетска вредност, ова е ваша судбинска врска или пак судбинска персона која што доаѓа во вашата енергија, носи премногу емотивност, носи гаи емоции према вас, но и да знаете дека сето ова е прикриено од нејзина или пак негова енергетска вредност. Доколку оваа персона е женска енергија, за сите вас мажи кои ме следите, да знаете дека оваа персона ќе допатува, ова е ваша судбинска енергија, да е во странство или пак на дистанца од вас, каде што и е вода покажана во енергија. Оваа персона имала турбулентен енергетски дел во незиниот живот, каде што и се борела со некој настан во незината енергетска вредност, но
знаете дека оваа персона има емоции, припремете се на комплетни емоции од нејзина енергетска вредност, но тоа што не го гледате е дека вие премногу размислувате во негативна конотација. Енергија да, треба да тргнете вашата вибрација во негативна енергетска смисла, да овој настан го доживеете во една светла енергија, а тоа е доаѓање на персона од странство или пак персона која што е на дистанца, која се борела во нејзиниот живот. Следен настан кој што доаѓа во вашата енергија во нареднава недела е во енергија на персона која што очекува нешто, персона која што очекува некоја разврска или пак персона која што е премногу интуитивна, но и верува во универзумот. Сонува, оваа персона сонува, значи маштари во нејзината енергетска вредност, да, оваа персона била во манифестација за некој однос, за некоја енергетска вредност, каде што и ќе даде можност да биде во создидување на некоја кула која што нема да се струши, но ќе влезе во една друга димензионална енергија. Оваа кулина енергија е енергија како во овие Ленорман карти е нема рушелачка енергетска вредност, туку оваа персона ќе биде во енергија да донесе битна и важна одлука со потврда од универзумот на нејзина манифестација за сите вас кои што ќе одберете третата група или пак третиот настан кој што треба да ви се случи во вашата енергија е да созидате една огромна кула на доверба, но и да отпловите во едни мирни води каде што ова е една друга енергија. Оваа персона ви отвара една друга енергетска вредност, една друга смисла на животот. Оваа персона очекува да се одлучите за неа или пак очекува да преработите некоја енергија во вашиот енергетски дел каде што и ќе треба да комплетно го смените начинот на размислување и да влезете во вашата енергетска вредност, а тоа е да изманифестирате ваша реална слика за вашиот живот, како ќе го градите понатаму. Генерална енергија за наредната недела е дека треба да исчистите нешто што е во енергија на недоволност во вашата енергетска слика или пак некој кој што треба да се откачи од негативности или пак од енергии, негативни персони кои што го окружуваат во неговото тесно окружување кој што се, ќе треба да донесете одлука да се издистанцирате или пак да ги исчистите овие персони за да можете да имате напредок во наредната недела. Ајде да видиме и порака за вас од овие карти, што сакаат да ви порачаат како генерална порака, совет за сите вам, енергија да не бидете во изолација, значи ви треба изолација, но во не таква енергетска вредност. Оваа изолација ќе треба некој во наредната недела, кон крајот на оваа недела и почетокот на наредниот месец да направи оваа изолација поради тоа што да смири енергии во неговиот ум и да биде во енергија на изгреј сонце, нешто ново да се роди во вашата енергија од овие настани. На крај на декот, енергија дека некој се враќа во свое светло, во енергетска вредност, да некој комплетно се враќа во вашиот живот, во енергија на препороден енергетски дел, каде што универзумот ви враќа можност да се вратите сами себе во вашата енергија. И ајде од овие карти да видиме што ќе ви дадат како енергетска вредност за сите вас. Енергија на храброст, енергија на смелост и да бидете во ваша храбра енергија, да се ставите во работа, драги мои, во наредната недела и да знаете дека секогаш светлото ќе свети, но и да се насмевнете во состретна насмевка, да се насмевнете кон универзумот, затоа што ви ги исполнува сите ваши желби во наредната недела. Се гледаме во наредна порака.
Поздрав!